Во општина Кривогаштани на повеќе локалитети забрзано се извршуваат градежните работи. Во тек е реконструкција и изградба на неколку улици во ова населено место, изградба на спортска сала за потребите на основното училиште Манчо Матак, а во тек е изведбата на канализациониот систем со пречистителна станица во селото Славеј. Се очекува наскоро да започнат и дополнителни проекти. Паралелно се вршат археолошки истражувања на локалитетот во близина на Кривогаштани. Во тек е почетокот на изградбата на канализацијата во населеното место Славеј. Средства обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка, а додека во населеното место Кривогаштани веќе е во завршна фаза, односно во фаза до асфалтирање на улиците, кои што општината средства обезбеди преку Светска банка во висина од 200.000 евра. Напоредно со тоа се работат објектите во основното училиште Манчо Матак, односно и во средна добра фаза на изградба училишната спортска сала, а додека плоштадот во населеното место Кривогаштани е во завршна фаза. Очекуваме во наредниот период да ни бидат одобрени уште неколку проекти, бидејќи минатата недела беа дојдени од Светска банка, од Министерството за финансии и Европска унија за средствата обезбедени преку ИПА програмата во висина од 260.000 евра. Тоа е грант за општина Кривогаштани, каде што очекуваме веќе во летото да бидат објавени тендерите за изградба на општинската зграда, зелениот пазар и комплетна замена на уличното осветлување во целата општина. Но она што е од најголема важност за поширокиот регион е санацијата на патната делница Кривогаштани-Војдјани. Во полн ек е и изградбата на регионалниот пат Кривогаштани-Војдјани, кој што според најавите на изведувачот, тоа е германската фирма Штрабак, треба да бидат готови за 2 месеци, значи до крајот на јули месец. И исто така можем да кажам дека преку Министерството за култура и Филозофскиот факултет во Скопје имаме нешто како новитет во нашата општина, односно во местото викано Локвенско кале се работи еден археолошки локалитет, каде што според најавите на лицата вклучени во таа активност, сметаме дека ќе се пронајдат антиквитети во периодот од 3-4 век пред нашата ера, што покажува еден континуитет на постоење на населба во нашата општина. Средствата во висина од 1 милион евра за санација на овој патен правец, општината ги обезбеди преку Министерството за транспорт и врски. Во периодот што следува од локалната самоуправа очекуваат зелено светло и за други проекти од областа на подобрување на инфраструктурата, кои ќе треба да започнат со реализација до крајот на годинава.